Ние во ова време реконструиравме една зграда со самите вработени. Ние работиме сами, без помош од другите институции. Овие луѓе ни ги донесоа, ни ги оставија и ние мораме да се грижиме за нив. Тоа не е во наша одговорност. Нека станат државните институции, пошто сме државна, значи социјална држава, нека како што ги донесоа, нека ги земат, нека ги сместат, пошто луѓето немат услови. Тие услови што ги имам јас, им ги понудив. Го земат луѓето и ги вратија, значи не сак во другата страна. А тука во ова зграда, без разлика кој да стане, таа мора да се реновира. Не се оставени на улица, но со нивното, како да кажам, тврдоглавост, сакат да нарушат цел систем, да ве повикат вас и другите медиуми со цел да кажат нешто. Треба да се многу благодарни. Некој кој им помагаше до сега, тој бев јас, не само на неизе, на сите други. И на колку луѓе по поплавите беа сместени во? Од почетокот имавме 256 лица. Сега останаа и овие тројца четворица. И за ние имавме разбирање. Но немам разбирање кога некој ќе ми излезе да ми ја стопира работата. Тука немам пардон за никого. Дали вие како директор на студентскиот дом сте обратили до надлежните да преземат мерки, бидејќи тие ги довела, тие да најдат некое решение? Последниот состанок го имавме во петокот. Во владата на Република Македонија, со едно координативно тело, во присуство на представниците од труд и социјална политика. Јас ги замолив да ги земат луѓето, да ги однесат во друго место. Јас на улица не ги оставив. Тие се оставени од самото Министерство за труд и социјална политика. Тоа беше од владата не велам, пошто од Министерството за труд и социјална политика е вака, тие се значи добиле обештетување и мора да си замират. Нас повише не интересира за тие луѓе, ама тие мене ми се оставени. Значи од 31.3. па до денес. А имат направено 2,5 милиона трошкови кои никој не сака да ги подмири. Јас сум убеден дека тие ќе ги подмири владата. Пошто има одлука на управувачкиот комитет за кризи да се задржат до 15 јули. Јас ја почитував тоа. И после тоа знам дека нема каде да одат, но тоа не е мој проблем. Тој проблем. Јас им дадов, уште еднаш потенцирам, место, соба, имат купатило за тие 3-4 лица. Но јас не можам да ги отварам сега сите капацитети и да си шетат како што сакат. Што е со обвинувањето? Всушност дека сте рекла дека ќе ги избркате со полиција, дека сте им се заканали уште во петокот. Па слушај се, додека некој вели, вие не познавате Господ. Вие не познавате што е добрина. Ако некој беше против и државните институции, тоа бев јас за овие луѓе да не останат на улица. Но јас, како што потенцирав и потенцирам пак, на нив им дадовме можност да се исладат во другото место, пошто јас на 1.9. морам да бидам спремен да ги чекам учениците и студентите. Ние реновиравме цела една зграда со самите капацитети. Тие луѓе што ги гледате, тие работат. Таму останали само 2 соби. Нема повише. Ние им дадовме тука 3 соби. Имат купатило, имат све. До кога да ги држам јас? Тука имам уште, значи, од 2001 конфликтот. Пореметени, значи, луѓе. Ово е ученички и студентски дом. Ние немаме со тоа. Државните институции, како ги донеле, би ве замолил, ова да излезе, да дојдат, да ги земат, да ги сместат во центри, како што е Ратка, ми се чини, Миладиновиќ, или не знам како се вика, со луѓе кои немат можност да се сместат во друго место. Ова е ученички дом, ова е студентски дом, тука имаме образовна настава и ваквите луѓе го пореметуваат само системот на учење и воспитување. Тие велат дека вашата понуда била во зграда во која што живеат 5 машки лица. Не е точно. Не е точно. Не е точно. Идејата била да живеат дека таму имало простор под искров да биле со нив.
Не е точно. А тие парале дека во зграда каде што се сместени женски лица кои што со камери. Па нема више женски лица во моментов. Во моментов сме само ние вработените, дел од вработените, кои тука работиме и го реновираме домот заедно со мене. Тука нема женски лица. Сите други женски лица си го напуштија домот. Во моментот кога им дадов клучот, имаше новинар, беше бабата и беа овие жените. Не сака да ги прифатат. Јас со сила не можам да им нудам други капацитети. Тие сака да се сместат и во новиот објект, но таму имам јас некаде околу 100 легла, комплетно е реновирам. Тука не може да влезе и да излезе кој како што сака по нивна желба, пошто не исполнуваме желби. Вие одговорот треба да го барате во Министерството за труд и социјална политика, до владата на Република Македонија, пошто истите ги донесува тука. Ако Министерството не сака да преземе нешто, што ви останува? Нам ни останува да го завршиме тој другиот дел и да ги оставиме тука. Но тие ќе останат тука уште во наредните, сигурно до 15 август нема да има вода, пошто ќе се кршат 52 купатела. Ако не ги искористиме тие пари што ги имаме, тие ќе пропаднат. Интересот на студентите и учениците во таа зграда, во бројка 220, е поголем од бројот 3. Јас секогаш го гледам тој поголемиот број и поголемиот интерес. Денеска дојде времето да создадеме услови, тие ги составаме сами. Без помош од никого. Сами работиме, сами фарбаме, сами делуваме. Не ни помага никој. Затоа не може некој да ни излезе или да ни смета во тој дел кога имаме други простори за нив. А за тоа што кажав, не би сакал да го потенцирам, ние направивме се за нив. И пак не сме ги оставили надвор. А за да ги бришам, да ги избркам, секогаш имам услови. Се јавија од Хелсински комитет, се јавија од сите страни, им потенцирам дека треба да имат разбирање дека не се оставени на улица, им е дадено просторија друга каде има вода, има купатило, има све, но не сака да излезат. А во моите работни активности никој не може да ги спречи.